Добивме една група која што е прилично неатрактивна со како кошаркарски имиња, група во која што и според редоследот, според пласманот Белгија заедно со нас секако е фаворит за освојување на првите две места, меѓутоа со новиот систем, со добивањето на 3 wild карти за светското првенство, не сите најдобро пласирани втори, односно не сите второпласирани одат директно на европско првенство во Украина, туку 6 од 7 што повторно дава големи шанси. Тоа не очекуваат тешки надпревари, ги знаеме противниците. Кошарката во Белгија не треба можеби да зборуваме многу за Белгија, затоа што е во страшен подем, играат екипи и во Евролига и во Еврокуп, перманентно имаат големи успеси и во младинските надпреварувања, квалитетна, физички многу силна екипа, ќе биде наистина тешко со Белгија. Белорусија е до некаде непознаница, затоа што тие се враќаат назад во квалификации по известна пауза. Точно е дека кошарката таму не е на некое ниво кое што беше, да кажеме, кое што е во другите земји од екс-Советскиот сојуз, но Белорусија е на голема земја со еден страшен потенцијал во сите спортови, не само во кошарката. Ќе бидеме внимателни, ќе бидеме предпазливи, не чека еден долг пат што е исто така лошо во група со 4 екипи кога на секој 3 дена се играат надпревари. Данска како жребана како последна од оној последен шешир, мислам дека можеби за многумина ќе звучи изненадување, меѓутоа тие се шампиони во кадетска конкуренција, имаат една извонредна програма која што со години наназад им овозможуваат да напредуваат и со резултати и со пласман. Не сакам да барам алиби, ова се што го говорам значи дека нема да подцениме никого. На секој надпревар ние имаме обврска да одиме на победа, имаме секако и желба. Мислам дека на крајот ќе имаме, се надевам дека ќе имаме и среќа која што во ваков систем на надпреварувања е многу битна. Кошаркарите, репрезентативците да бидат здрави, ние веќе подготвуваме извонредни подготовки со квалитетни пријателски надпревари. Очекувам да се пласираме на европското во Украина 2015 година и да го задржиме оној континуитет на настапи на ваквите големи надпреварувања. Сите активни кошаркари кои што имаат право да настапуваат за репрезентацијата на Македонија, сите се потенцијални репрезентативци во секое време. Ние сме подготвени на секој сценарио и на секоја варијанта. Имаме доволен фонд на квалитетни играчи. Се надевам дека сите тие ќе бидат здрави, дека ќе бидат добро одморени, затоа што квалификациите се доцна во август и мислам дека ќе имаат време да се одморат добро сите. Селекторот ќе ги има најдобрите во моментот на располагање, а сега околу имиња е прерано да се зборува, затоа велам најнапред е битно сите да бидат здрави, а потоа ќе видиме кои ќе бидат 24-те кои што ќе ги има на располагање за надпреварите од квалификациите. Буквално сме горди, го преживуваме неговиот успешен пат, ова е едно ново скалило, еден нов чекор напред во кариерата на Перо Антич и ќе бидам нескромен да кажам дека очекуваме многу повеќе од него. Ги знаеме неговите капацитети како кошаркар, иако прилично доцна замина во NBA, мислам дека му се погоди екипата, му се погоди тренерот, средината во која што се наоѓа. Очекувам од него уште повеќе да напредува без оглед на тоа што веќе влегува во години кога некои други кошаркари размислуваат за повлекување. Што се однесува до неговиот настап за репрезентацијата, односно неговото вклучување на пресконференцијата кога го објавивме името, односно го представивме новиот селектор, рековме дека тој е еден од играчите кој што многу има дадено за оваа репрезентација, за нашата земја, за нашата држава. Тој е, можем да кажам, најголемиот промотер на Македонија во моментов, а и изминативе години. Тој ќе биде дел од нас. Перо Антич од секогаш бил, од секогаш ќе биде дел од нас. Нека е само здрав, нека е секако што треба, ќе видиме во каква улога и во каква форма тој ќе биде присутен во репрезентацијата.